Иако календарот вели поинаку, високите температури во главниот град веќе ја најавуваат и летната сезона. Дополнително, неработниот ден и продолжениот викенд беа совршен повод граѓаните масовно да побегнат од градските гужви. Таква беше и гледката, која ја затекнавме во паркот Цареј, каде имаше бројни посетители кои бараат дебела сенка и простор за рекреација. Оние кои сакаат да ги принесат своите впечатоци, изјавија дека рекреативниот центар Сарај го бираат секогаш кога немаат план да го напуштат градот, а истовремено да најдат простор кој е подалеку од градскиот метеж. Се релаксираме во природа, пиеме најчесто во парк, ги шетаме нашите дечиња, им купуваме најчесто ладни напитоци, сокчиња и така и сладоледи сега веќе драстично се постопли, така да уживаме. Има ли Скопје многу што доволно да понуди? Не сум баш сигурна. Се разладуваме. Дали има доволно содржини во Скопје каде да се прошета? Па има, ево во Ѓорче, Сарај овде идеме и низ Ѓорче 2 паркови. Помладите пак, кои ги пополнија спортските игралишта, велат дека сонцето е пресилно за седење во кафулиња. Најубавата слика во паркот дефинитивно ја создадоа најмалите, кои безгрижно си играа на тревниците и возеа велосипеди. Има игралишта и таму си играме исто, понекогаш се скаруваме, а понекогаш не. Што си играш најмногу со другарите? Брканица. Ние играме брканица. Точак. Си возам. Што си играте најмногу со другарите? Сите игри. Метеоролошките прогнози најавуваат дека високите температури ќе продолжат и до крајот на неделата, иако не е исклучена и кратка дестабилизација на времето. До крајот на оваа седмица ќе се задржи предпладне променливо облачно време со сончеви периоди, а во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, кој наместа ќе достигнува брзина од 40 км на час. Во четврток на повеќе места ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите во четврток ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дожд, електрични празнења, силен ветер над 60 км на час и услови за појава на град. Без разлика дали ќе изберете да го посетите паркот во Сарај или ќе се разладувате на матка, водно или во градскиот парк, оставете зад себе чиста и пристојна средина, каква што денеска можеше да се види токму во Сарај.